Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на Седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Се надевам дека некако се справувате со ова збудалено време. Те пекол, те бура, те спарно, те повторно пекол, те ветер кој дува како фен, те нова бура. Како да живееме во некоја тропска земја за време на монсуните, а не на Балканот. Но тоа е, од Бога и од природата нема бегање. Сега не знам дали се сеќавате, пред 1-2 години сакав да воведам една пракса во Седмица, на почетокот на секоја емисија, пред да ги коментирам настаните од неделата што измине, да објавувам по една позитивна вест. Нешто убаво што се случило, нешто на кое можеме да се гордееме, за да ете така видиме дека не е се баш црно во нашава Македонија. Но тоа кратко траеше. После неколку месеци ми беше се потешко и потешко да наоѓам такви вести и да бидам искрен, по некое време се откажав. Од тогаш тоа го правам само од време на време, кога на вистина ќе најдам на некоја поголема позитивна приказна. Епа така беше недела. Има една вест која мислам дека заслужува да ја пофалиме. Најдобрата македонска тенисерка, Лина Ѓорчевска, испише историја откако успеа да се пласира на главниот турнир на Вимблдон, како прва македонска тенисерка во поединична конкуренција, што представува голем успех за Ѓорчевска, но и за македонскиот тенис. Нашата најдобра ракометарка во третото коло од квалификациите, односно во финалето, ја победи Лусија Бронцети од Италија со 2-0 во сетови за 73 минути игра. Ѓорчевска во квалификациите постигна 3 победи, а претходно ги соволда Анхела Фита Болудо од Шпанија, како и португалката Франциска Жорге. Првиот сет Ѓорчевска го доби со убедливи 6-7 во гемови, иако противничката го освои првиот гем со брейк, но потоа следуваше серија од 6 гема за македонската тенисерка и сетот го доби за 31 минута. На стартот од вториот сет по водство на Бронцети од 1-0, во вториот гем Ѓорчевска спаси 8 брейк топки и по 20 одиграни поени изедначи на 1-1 во гемови, а веднаш потоа направи брейк за водство од 2-1 и предноста ја зголеми на 3-1. Во следните 2 гема немаше брейк и Ѓорчевска задржа предноста од 2 гема 4-2. Македонската тенисерка во седмиот гем направи уште еден брейк за водство од 5-2. Во следниот гем на свој сервис Ѓорчевска само ја потврди победата и пласман на Вимблдон. Значи, македонската тенисерка Лина Ѓорчевска испише историја за македонскиот тенис, откако успешно ги мина квалификациите и се пласираше на Вимблдон, најголемиот Гранд Слем турнир во тенисот. Сепак Ѓорчевска немаше среќа, па во ждрепката и во првото коло играше против американката Аманда Анисимова, која лани играше во финалето на Вимблдон и е 6-та на ВТА листата. И нашата Лина изгуби. Сепак, самата квалификација за еден ваков надпревар од светски ранг представува огромен успех. Тоа би отприлика исто како во фудбал да се квалификуваме за на светско или европско првенство. Затоа Лина заслужува сите да ја честитаме. Навистина е голем успех да се изборите да бидете дел од тенискиот Гранд Слем и тоа за некој од Македонија, кој покрај вообичаените напори во врвниот спорт треба да се бори со проблеми како што се, на пример, обезбедување финансии за тренинзи, за патувања, исхрана, грижа за здравјето, справување со повреди, милион други работи што не се толку очигледни на пошироката јавност. Зошто го велам ова? Затоа што во нашава земја тенисер што сака да постигне успех во светски рамки е главно оставен сам на себе. За оние што не знаат колкав напор е потребен да се надпреварувате во тенис на врвно ниво, тоа може да се сумира во исказот сам свој мајстор. Вообичаен начин на функционирање на Ѓорчевска е самата да се занимава со своите патувања, летови, сместувања, тренинзи, се што е неопходно за да се настапува на турнирите низ светот. Тоа е дефокусирање што и од тоа како влијае во негативна смисла врз резултатите. И не е само Ѓорчевска, и не е само тенисот. Едноставно, Македонија како да не знае да се грижи за своите таленти. Прво да ги препознае, па потоа да ги поддржува и турка напред. Кај нас е се обратно, кај нас се е изместено. Зарем има поголем срам од фактот што нашата тениска федерација, наместо да си ја голтне суетата и да признае дека ете не го препознала талентот на Лина навреме, но сега го гледа и ќе ја поддржи, тие решија да одржат пресконференција во исто време кога таа го играше мечот со светскиот број 6. Ич не ме гајле дали станува збор само за лош тајминг, лошо планирање или било намерно. Едноставно, ова е невидена срамота. Слична е состојбата и во клубските спортови, што државни, што приватни. Таму не просперираат талентите, туку тие што имаат моќни и богати татковци и мајки. Во прва постава на турнири не играат секогаш најталентираните, туку оние за кои мама и тато фатиле врски или платиле спонзорство, па сега мора да играат.
Реков, све е изместено и наопаку. Прво треба сами да постигнете некаков успех, па потоа одеднаш ќе ви се јават сите да ве пофалат, да објават статус на социјалните мрежи, да држат лекции и слично. Да, тука во овој кош ги ставам и медиумите, каде јас сум дел од нив. И мислам дека никој од моите колеги новинари појма немаа која е Лина, се додека не прочитаа дека се квалификувала за Вимбелдон. И не зборувам само за државна подршка. Тоа е едната страна. Не може се да се прави и се да се чека од државата. Каде се сите оние приватници, бизнисмени и успешни фирми. Месечно фрлаат илјадници евра за да се рекламираат на некој си подкаст од типот на Боки 13 и нему сличните. Спонзорираат разноразни инфлуенсери, ги шетаат низ светот и што се не. Затоа имаат пари, ама за да подржат некој млад талент никаде ги нема. Ја разбирам дека тоа го прават демек за реклама, па ако дадат пари на некој непознат млад талент, нема да имаат никаков ќар. Но прво, каде е тука општествената одговорност со која нон-стоп се фалат и им се полни устите? И второ, зарем има поголема реклама од тоа некого што го спонзорирате да се појави на Вимбелдон? Како и да е, едно големо браво за Лина. И посакувам само да продолжи да реди успеси. Сега тоа беше позитивната вест, која сакав да ја споделам со вас и да ја прокоментираме. Но за неисреќа, каде има една позитивна вест, кај нас има дузина негативни. Не само негативни, туку шокантни. Да ве предупредам, следи видео со вознемирувачка содржина. Дојди, вади го 0,5. Идеш, ама. Ајде, бе, лупајте. За мене, ајде, срце. Зашо ме рака нека се... Може да дојди до мене, срце моје. Полиција! Значи имате поздрав од сите? Ајде! Ама кјутете да слушаме како ќе пука! Кјутете како ќе пука! Кјутете! Ајде! Уште, со Бог! Мушко си дај буди као змај! Мушко! Ај сега сите почели има! Ајде! Кариос, болио! Ајде сега! Ти ако си јадела па гумна, да те нема сега... Come back. Кажи ми да се смири. Не можам, кога ќе го видам видео, секогаш се вознемирувам. Кјутете да слушнеме како ќе пука. Овие зборови од видеово ќе ни остана да ни одзвонуваат во ушите како хроника на еден суров инцидент кој те не потресе сите. Како што можевте да видите, ова е настанот што е згрози нацијата, каде се прикажува малолетно девојче кое кутрото мораше да клекне на колена и буквално да моли да престане тортурата. И наместо сочувство, таа добива низа навреди, силни шлаканици и брутално влечење за коса од страна на неколку нејзини врснички. Тоа што сите дополнително не згрози е и однесувањето на присутната група млади. Никој од нив не се ни обиде да помогне или да го прекине овој живување. Напротив, видовте, тие со ладнокрвност го снимаа инцидентот со своите мобилни телефони и активно ги водат напаѓачите. Гласот на едното од момчињата кое дофрла кјутете да слушнеме како ќе пука, додека чека да го сними следниот удар, е парадигма за целосно отсуство на емпатија кај дел од денешната младина. Инаку видео е од брутално врсничко насилство во аеродром. Снимката, која брзо се рашири на социјалните мрежи, отвара сериозни прашања за моралната ерозија на младите, за етојувањето на воспитниот систем и улогата на социјалните мрежи во промоција на агресија. Сцените каде немоќно дете моли за милост додека неговите врсници се изживуваат не се луѓе само инцидент, туку сериозен општествен пораз. Татко сум и имам ќерка, тинејџерка. Самата помисла дека таа би можела да биде следната жртва и некој да ја натера да падне на колена, да моли да заврши пеколо додека други ја понижуваат, а десетици снимаат, во мене буди гнев што тешко се опишува со зборови. Не знам искрено, не знам како би реагирал.
Страв ми е дека би направил нешто за кое после би се каел, за кое сигурно би завршил во затвор и би создало тешки трауми за децата на паѓачи, а да не правиме муабет за нивните родители. И тоа не е дека се силам. Едноставно татко сум и кога станува збор за моите деца, нема граница што не би поминал за да ги заштитам. Мислам дека и повеќето од вас така мислат. И тоа сум човек кој е против насилство, човек кој знае дека едно насилство само раѓа друго. И дека силата не е во насилството, туку во тоа да застанеш да одбраниш некого. Нешто што ниедно дете од присутните не се ни обиде да го направи. Знаете како велат, тешки времиња создаваат силни луѓе создаваат лесни времиња, кои пак повторно создаваат слаби луѓе, кои не враќаат во тешки времиња. Сами проценете во какви времиња се наоѓаме сега, или во какво време живеат овие деца на паѓачи. Посебно оние суфлерине, на кои пред очи им се случуваше оваа тортура врз едно мало девојче. И не само они, туку и оние нивни родители, кои после ова мора да си го стават прстот на чело и да размислат што создале. Не дека порано не се случувало да се степаат деца. И во мое време имало да се степаат женско со женско, машко со машко, еден на еден, па дури и повеќе мина против еден. Би имало кувење за коса, клоци, шамари, па дури имало и боксови. Сите, како помали, сме биле сведоци на вакви сцени. Разликата е што секогаш, ама секогаш ќе се најдеше некој од присутните што ќе свикаше доста и ќе се обидеше да ја прекинете пачката, да ги раздвои. И веднаш по него и други ќе се охрабреа, ќе се вмеша и тука ќе се ставеше крај на инцидентот. И неретко дури некои ќе се извинеа или на крај ќе си пружеа рака. И не само тоа, туку сите, посебно напаѓачите и насилниците, ќе останеа со страв во коски да не дознаат мајка им или татко им што направиле. Да не правиме муабет ако дознел наставникот училиштето или малскиот полицаец, кој сега модерно го викаат малски позорникар. Тогаш тешко тебе. Не само што доба ќе заработиш воспитна мерка, па јас мислам дека најмалку цел месец нема да смееш да мрднеш од соба, туку твоите зуши ќе те однесеа кај жртвата и пред неа и нејзините родители ќе те натераа, сакал или не, да се извиниш и да ветиш дека никогаш нема да се повтори. И во речиси повеќето случаи навистина немаше да се повтори. Какви кривични пријави, какви казни, какво обвинителство. Да, имаше и тогаш непоправливи насилници за кои мораше да се интервенира законски, но тие во најмала рака ќе летаа од школа, а во најлаша завршуваа во поправен дон. А сега, што е ова сега? Во што се претворени децата? Во што ќе се претворат кога ќе пораснат? Во монструми, во серијски убици? Ајде главната улога, насилникот што се расфрла со шлаканици, туку тие што стојат одстрана. Во мое време никогаш, ама никогаш не се случило во наводници публиката да навива, и тоа не само да навива, туку да режира за да клипчето што треба да се објави на TikTok или Instagram да биде пошокантно. И жртвата не само што треба да го преживее нападот, шлаканиците, кубењето, клоците, туку и долго после тоа ќе треба да ја преживува истата траума со секое така наречено шерување на клипчето. И друга многу важна работа. Порано детските тепачки имаат друг мотив, или некој те опцул, нападнал, зборувал против тебе, те оговарал, те наместил и слично. Сега имам чувство дека ваквите напади немаат врска со тоа. Сега повеќето од нив немаат друг повод, освен да се прикаже тепачот како тепач. Личат на однапред смислено сценарио за да се сними филмче во кое монструмот ќе му покаже на цело мало, на цело училиште кој е кој, да се шерува клипчето, да се добија тие проклети лајкови и слично. Луѓе, ова навистина ме плаши. Зборуваме за длабоко нарушување на личноста на децата кој тешко потоа ќе се лечи. Во што ќе пораснат овие деца? Во психопати, во садисти кои буквално се смеат, исчекуваат и бараат што е по-можно, по-грозоморно насилство, понижување и измачување врз жртвата. Па после ќе се чудиме што ни се случуваат вакви работи. Задушена со голи раце и избодена со нож до смрт, обезглавени со отсечени раце и нозе, серијски убиец што си ги задоволувал страстите врз мртвите тела. За релативно краток период ни се случија неколку грозоморни убиства на жени, според кои може да се напишат филмски сценарија за морбидни хорори. Последниот случај викендов во Таорија згрози јавноста. 51 годишен жител од општина Зеленикова ја зел сопругата од работа и ја одвел во непристапна шума близу селото Летевци. Ја тепал и малтретирал, на крај ја задушил
дошол држејќи ги устата и носот затворени. Жената починала во агонија. Телото го фрлил во шумата и го покрил со гранки. Откако ја убил, се јавил во полиција и ја пријавил дека исчезнала, за само ден потоа да пријави дека знае каде е жена му, бидејќи вечерта ја сонил. Ова е иморничавото алиби со кое се брани. Тврди дека тој не е убиецот, туку дека таа на сон му се јавила. Ова е само последното во низата морбидни убиства. Пред неколку месеци во општина Старо Нагоричане се појави и првиот серијски убиец во поновата македонска историја. Овчарот Трајко Бојковски од село Малутино е обвинет за убиство на 4 жени и уште 2 обида. Мотив на серијскиот убиец му била омразата кон жените, а делата ги извршувал подмолно со ниски пободи и користолюбие. Еден од случаите е кога влегол во куќата на заспана жена и физички ја нападнал и насилно почнал да ја задушува. Од бројните скршеници и повреди поради кои не можела да дише, жената починала. На идентичен начин ги убил и другите жени. Добро го познавал теренот, жените ги демнел, па ги напаѓал, а сите откриени убиства се случиле во период од јануари 2025 до февруари годинава, кога беше откриен. Обвинителството влезе во трага на серијскиот убиец во февруари, кога беше пронајдена последната жртва полугола во незиниот дом. После тоа започнаа да се откриваат и другите убиства кои биле затворени како природна смрт. Беа откопани 3 жени како можни жртви, а нивната обдукција потврди 2 убиства. Предходно хорор се случи во Штип. 74 годишниот Денис Сасанов е осуден на доживотен затвор за убиството на 79 годишната Борјанка Николова, на која и го распрчил телото. Дел од трупот беше пронајден во дворот на неговата куќа, додека останатите делови не беа пронајдени и покрај потрагите на полицијата на депонијата близу Штип. Со остар предмет ги отсекол главата и нозете на жртвата. Трупот со рацете го закопал во дворот на неговата куќа, додека останатите делови ги фрлил на непознато место. Доживотен затвор доби и 60 годишниот Усеин Рашидов за убиството на 46 годишната Танкица Младеновска од Кочани. Тој призна вина пред судот за свирепото убиство. Младеновска беше над 40 пати избодена со нож до смрт пред нејзината куќа, додека се подготвувала да оди на работа. Во последните 5 години во Македонија се убиени околу 30 жени. Значи, за релативно краток период ни се случија неколку грозоморни убиства, според кои може да се напишат филмски сценарија за морбидни хорори. Видете, монструм не се станува преку ноќ. Ако сега се смееш кога некој е натера насила да лиже измет, клечи на колена и моли, ти течат лиги кога некому му тече крв, и навиваш, и бараш, ќути да слушнеме како ќе пукне. Што мислите? Што ќе биде од тебе кога ќе пораснеш? Искрено, тоа е сериозна психијатриска дијагноза која можеби треба да се лекува во болница. И не само на тој што се расфрла со шамари и боксови, туку и на тој што навива. И со право се реакциите на граѓаните кои се жестоки едногласно. Сите бараат итна и недвосмислена реакција на надлежните институции. МВР и центрите за социјални работи веднаш ги идентификуваа сите инволвирани лица, како извршителите, така и оние кои не му наблюдувале и снимале. Не само што ги идентификуваат, туку и законски сега се процесуираат. И не треба се да заврши само на кривична пријава и толку, туку и да има казни, не само за децата, туку и за родителите. Неказнивоста на ваквите дела само ги охрабрува насилниците. Па погледнете, не е само овој инцидент со девојчето. Се повеќе сме сведоци на случаи во кои деца малтретираат и си живуваат врз послаби, вриштат, пцујат, кршат клупи во 3 сабајле без око да им трепне. А веќе имаме и екстремни случаи. Ете, не требаше долго да чекаме и шамарите да се претворат во нешто уште пострашно. Случајот со девојчето од аеродром, но и овој со избоденово момче пренесени кај јавниот обвинител, и тоа е минимум од она што го очекуваме од системот. Сега доаѓа вистинскиот испит. Дали ќе се постапи со сета сериозност која овие случаи бараат, или све ќе заврши со заташкување и заборав до следната снимка. Значи, овој случај, тој претходниот и сите други, мора да добијат правна разрешница, која ќе послужи како строга опомена за сите. Но тоа е едната страна на паричката. Некако во јавноста се создава впечаток дека кривичната пријава или пресудата е крај на приказната. Не, драги мои.
Во случаите со деца, таа е најчесто само доцна институционална точка во еден процес кој почнал многу пред тоа. Во домот, во оделение, во мало, во пораките, во нормализирање на навреда, во смејатаите на сведоците и во молчењето на возрастните. Значи, трулиот систем и нефункционалниот државен апарат се само еден дел од мозаикот. Другиот дел, поважниот дел, сме сите ние, обичните луѓе, кои како родители, чичковци, тетки, наставници, пријатели и слично дозволивме да се случи ова. Затоа што оваа тема не е луѓе полициска. Таа е воспитна, психолошка, медиумска и културна. Како што реков, монструмите не се создаваат преку ноќ. Со речиси сите случаи за врсничко насилство секогаш имало сигнали пред тоа. Дал било промена во однесување, дал било страв за да се оди во училиште, повлекување, агресија, тајни групи, понижувачки пораки, снимања и така натаму. Проблемот е што тие сигнали возрастните или родителите често ги третираат само како ајде тоа се детски работи, како конфликт што ќе помине или како непријатност што не треба да се драматизира. Но насилството не поминува само затоа што возрастните го налекле детска работа. Тоа се вградува во едно дете. Кај жртвата тоа може да биде срам, страв. Кај насилникот чувство дека моќта нема последици. Кај сведоците како лекција дека е побезбедно да се молчи. И друга, според мене, многу важна работа. Родителите. Да, родители. Прва работа што треба да направите е да застанете пред огледало и убаво прво да погледнете во самите себе. Не може да сте добар татко ако по дома или во друштво, посебно пред децата, вие се однесувате насилнички. Ако речникот што го користите пред своето дете е недоличен и насилен. И не мора да удирате некого. Доволно е така да зборувате. Детето не знае дали вие сте натепали или не. Ама ако нон-стоп се слуша таков муабет, тоа ќе биде доволно и тоа да крене рака. Или не може да сте добра мајка, ако поважно ви е да ставите слика на Инстаграм и цело време да ви е телефонот во рака за да броите колку лајкови сте собрале и какви коментари сте добиле. Кога сте заедно некаде со детето, повеќе време минувате во тоа каква поза ќе заземете за сликата и дали ви се напрчени усните, отколку што прави вашиот син или ќерка. И конечно, дај малку ограничете тоа висењето на социјалните мрежи или одењето по не знам, афтер журки, кафани, кафиња или нон-стоп да сте на работа. Дај малку да посветиме сите повеќе време на воспитувањето и грижата на децата. Повеќе да разговараме со нив. Да не висиме на телефон, да ги прашуваме што правеше денеска, што се случи, како си, како мина на училиште. Бидете блиски, децата не смеат да се плашат да сгрешат. Мора да се чувствуваат сигурни дека сте секогаш тука за нив, но и дека треба да имаат чувство на одговорност. И не, ако вашето дете добие слаба оцена, не е виновен на наставникот. Ако го казни полиција, не фаќате врски да го ослободите. Ако направи беља, не одмолчувајте. Така што лекцијата од ваквите случаи не треба да биде дека ќе има кривични пријави. Луѓе, тоа е неопходна дел од една правна реакција. За мене е многу поважно е тоа да го научиме и да го видиме детето пред да стане предмет жртва или да стане една обична снимка. Насилникот пред да стане обвинет, родителот пред да стане пријавен, училиштето пред да стане место каде што децата одат со страв. Врсничкото насилство не се решава, не знам, со една власт, со еден министер или една полициска станица или некоја си измена. Се решава со култура во која ние возрастните конечно ќе престануваме да се чудиме од насилството што долго време сме го гледале, слушале, трпеле или оправдувале. Како родители да им посветиме повеќе внимание на своите деца, да не бидеме само неми наблюдувачи на нивното детство. Не сум психолог, не сум експерт, но тоа е моето мислење како родител. И толку на оваа тема. Ајде сега да се префрлиме малку на политика. Да видиме што се случуваше на политичко поле оваа недела. Социјалдемократите два пати ја казнуваат диаспората, нивното владење ги сели граѓаните, а сега во дует со левица преку 13.000 амандмани сака да ја спречат диаспората да гласа. Премиерот Христијан Мицкоски ги обвини СДСМ и левица за блокада на донесувањето на новиот изборен законник и спречување на електронското гласање на македонската диаспора. Според него, СДСМ и левица немаат доверба во иселениците и намерно блокираат за нашинците во странство да не им се овозможи полесно да го остварат своето избирачко право. Мицкоски оцени дека станува збор за политички филибастеринг и порача дека гласањето на диаспората е црвена линија од која владата нема да се откаже. Одби да го потпише поднесувањето на изборниот законник кој што тие го предлага, кој што тие го усогласува, ние им прифаќавме се што сака, се што мислевме дека е во согласност со
нормалното однесување, ние прифативме, вклучително и парите за финансирање на кампања, нешто што им беше најбитно, тоа им беше главен приоритет, да имаат повеќе пари за финансирање на кампања. Све им прифативме и на крај рекоа не, ние ова нема да го потпишеме. Еве, ви ветуваме, нема да правиме филибастеринг со амандмани, вие изгласајте си го, ние ќе бидеме воздржани. Власта ги прифатила речиси сите забелешки и предлози на опозицијата за измените на изборниот законник, вклучително и оние што се однесуваат на финансирањето на изборната кампања. Според Мицковски, од левица биле најзасегнати за финансиите, но им се удоволило на сите забелешки. Сепак, СДСМ и левица во последен момент се повлекле од договореното и наместо поддршка излегоа со блокада. Замислите да им дадете можност тие да одлучуваат за вашата иднина. Кога тие ве лажат, во очи ве гледаат и ве лажат, а позади завеса нешто сосема друго прават. Впрочем, се сеќавате на сведочење на поранешниот претседател на владата Зоран Заев во парламентот, кога јасно кажа дека се обезбедувале ресурси за да левица одземала гласови од ВМРО ДПМН, нейни парламентарни избори, а потоа ако добиеле пратеници, требало да бидат во коалиција со СДСМ и да ја поддржуваат неговата влада. Инаку, измените на изборниот законник се дел од реформската агенда на владата и од обврските што државата ги презеде во рамки на евроинтегративниот процес. Предлог текстот е подготвуван подолг период, а во него се вградени препораки на мисијата на ОПСЕ по претходните изборни циклуси, изменима во правилата за финансирање на изборните кампањи, унапредување на изборната администрација, ажурирање на избирачкиот список, како и воведување можност за електронско гласање на диаспората. Предлог законот влезе во собраниска процедура, но не ја помина комисија за политички системи, откако СДСМ и левица поднесоа околу 13.000 амандмани. Значи, ВМРО ДПМН им ги прифати сите можни забелешки на СДСМ и левица, од начинот на заокружување на кандидатот на ливчето, што им сметаше на СДСМ, до државното финансирање на помалите партии, желбата на малите чегеварчиња од левица, коите нели секој ден се фалат како они не користат народни пари, ама плачат кога државата не ги финансира. Значи, премиерот Мицковски ВМРО им прифатија се, само што повлекоа црвена линија на една работа – гласањето на диаспората. Зашто станува збор? Имено ВМРО ДПМН во измените на изборниот законник, кој патем не се само нечија желба, туку се дел од реформската агенда на Македонија за на својот пат кон Европската унија, бара и предлага од следните председателски избори, значи не од следните парламентарни, туку од председателските избори, диаспората да гласа по електронски пат. Целта на ова барање е да се намалат огромните трошоци за испраќање представници во дипломатско-конзуларните представништва на секаде низ светот и да им се овозможи на нашинците низ светот поедноставна процедура за гласање. Значи, досега се покажа дека многу пари не чини да испраќаме луѓе од тука низ наши амбасади и конзулати за да таму изиграваат некаква си изборна комисија. А токму високите трошоци за гласањето во диаспората нели беше критикувано со години наназад, пред се поради малиот број на македонски државјани кои гласале во странство. И тоа малиот одзив не е некаков недостиг на интерес за гласањето, туку што едноставно Македонија како држава не можеше да им обезбеди подобри услови за гласање, кои пак би обезбедили поголема излезеност. Сите знаеме дека нашите амбасади, конзулати и други канцеларии не им се баш блиску на сите гласачи. Посебно во големите земји како Канада, Соединетите Американски држави или Австралија. Многу од нашите иселеници живеат стотици и стотици километри подалеку од овие места каде може да се гласа, што им отезнува можноста за остварување на своето уставно загарантирано гласачко право. Еве, на пример, во едно истражување на Центарот за граѓански комуникации од 2024 година се констатираше дека председателските избори за гласањето на диаспората не чинело нас, како даночни обврзници, повеќе отколку што не чинело, на пример, печатењето на гласачките ливчиња за сите гласачи. Значи, повеќе сме платиле за гласањето надвор, отколку да се испечатат над 1.800.000 ливчиња за гласање дома. Според ова истражување, само за пат и сместување на луѓето кои требало да ги спроведат тогашните избори, сме платиле нешто над 800.000 евра. Значи, сме дале 800.000 евра, додека за печатење на сите ливчиња сме платиле околу 750.000. За тие избори во странство заминаа, мислам, вкупно околу 190 членови на избирачки одбори за диаспората. Што значи дека за сите тие луѓе требаше да се платат трошоци за транспорт и сместување и за следните избори. Сега, зашто сме дале толку пари?
Да земеме примери. Во Париз на гласање беа пријавени 44 македонски државјани, а на гласање дошле само 11. Не знам, во Пекинг, на пример, биле пријавени 12 македонски државјани, а правото на глас го искористиле 9. Или во целина, вкупната излезеност на гласањето на претходните председателски избори изнесуваше 25,3%, односно гласале само 652 од пријавените 2569 гласачи. Сега, во ерата на вештачка интелигенција и слично, ВМРО ДПМН предлага, наместо да ги даваме сите овие пари, наместо да се спроведува толку комплицирана операција на праќање луѓе и слично, сето да се заврши онлайн, веројатно преку една обична апликација. Не само што ќе се намалат трошоците, туку со поедноставување на процедурата ќе им пружиме на иселениците полесен начин на гласање. А ако мене ме прашувате, со ова ќе се спречи и евентуалната злоупотреба. И видете луѓе, ова не е ништо ново. На пописот во 2001 година за диаспората беше понудена апликација преку која граѓаните се попишуваа по електронски пат. Значи прашањето е, ако можело за попис, зашто не и за избори? Друго, многу поважно прашање од кратењето на трошоците е фактот, што ако сме демократска земја, не може демократијата да заврши онде на Блаце или на Табановце. Не може како државјани на оваа земја, ако заминете во странство, да работите, да студирате или било што, да престана да важат демократските правила што ви следуваат како државјанин. Напротив, Македонија има обврска да му обезбеди на секој свој државјанин да го оствари своето право на глас. Не правиме муабет за нечија желба, за некоја си политичка дебата или партиска математика. Луѓе, зборуваме за демократски принципи и уште поважно уставна одговорност. Правото на гласање не е некаква награда што го доделува државата, ниту пак привилегија што може да се условува тоа каде живеете. Правото на глас следува со државјанство и представува еден од основните облици преку кои граѓаните учествуваат во вршењето на власта. Доколку државата признава дека некој е нејзин државјанин, тогаш има обврска да му овозможи да си го оствари своето право. Сега ние наместо аргументирана расправа за тоа какво право и да се направи подостапно за македонските иселеници, кај нас СДСМ и Левица цела оваа дебата ја претворија во меѓупартиска пресметка. Тие не разговараат за заштита на изборниот процес, туку за тоа кому му одговара, кому не му одговара да има поголема излезеност кај иселениците. Расправаат за изборни математики, а не за основни демократски принципи, дека избирачкото право е уставно право на секој државјанин. Реков, тоа не е привилегија што државата туку така е доделува, што или некој може да си оствари или не. Токму тоа го прават СДСМ и Левица. И не смееме да дозволиме дебатата да ја претворат во тоа која политичка партија ќе добие или ќе изгуби неколку илјади гласови повеќе. Дебатата треба да биде дали Македонија сака да биде демократска држава која ги охрабрува своите државјани да учествуваат во политичкиот живот, без разлика за тоа каде се. Дали е Битола, Скопје, Штип, Мелбурн, Торонто, Цирих или Њујорк. Ама не, за СДСМ и Левица поважно е кој ќе кари од гласањето на диаспората. И убаво тоа го пиша примерот. СДСМ за време на нивното 7-годишно владење успеа да избрка половина народ надвор, го натера да се исели, а сега на истите не им дозволува ни да гласаат. И до некаде има логика. Тие што се иселија за време на нивното владење, сигурно не се симпатизери на СДСМ. Ако некој ве натерал да го напуштите своето родно место, сигурно нема да посакате тие повторно да имаат моќ да решаваат за било што. Така што СДСМ и со право се плаши од овие луѓе. На било кои следни избори сигурно нема да гласаат за нив. И не се само тие луѓе. Тука се сите семејства и поколенија на луѓето кои морале да избегаат од Егејска и Пиринска Македонија. Оние за кои СДСМ потпиша дека никогаш не постоеле како малцинство во Грција или Бугарија. Нашите иселеници луѓе се најдобри амбасадори на Македонија низ светот. Си градат кариери и афирмираат македонската култура и традиција, создаваат и деловни врски и најчесто се првиот мост преку кој странците не запознаваат нас. Или институциите ја запознаваат Македонија. Тие стануваат собственици на имот, одржуваат и семејни врски, вложуваат во своите родни места и ја следат политичката ситуација во Македонија. И кога вие се борите за Македонија, за македонскиот народ, за македонскиот јазик, култура и идентитет, а дома го имате Венко Бугари во уста Филипче, нормално е дека не би гласале за него. Токму затоа изборите на изборниот законник се заглавени со ние 10-15 илјади амандмани. Заглавени се затоа што Филипче се плаши од избори и со време си бара алиби за следниот пораз. А како пак да не се плаши?
Поранешни функционери на СДСМ, но и актуелни пратеници и градоначалници, универзитетски професори, адвокати и граѓански активисти беа дел од трибината разговори за иднината во 12:05. Трибината која зад затворени врати се одржа во Скупски хотел ја модерираше поранешниот висок функционер на СДСМ Игор Ивановски, но поканата за присуство ја прифатија и пратеничките Славјанка Петровска и Моника Зајкова, градоначалникот на Крива Паланка Сашко Митевски, но и поранешните високи функционери на СДСМ Андреј Петров, Гордан Георгиев и Емилијан Станковиќ. Времето на часовникот е символична порака дека веќе е доцна, но не смееме да дозволиме да стане предоцна за Македонија е пораката која ја испратија преку писмено соопштение. Затворениот карактер на трибината, како што информираат, била со цел учесниците да можат слободно да ги изнесат своите ставови, без нивните изјави да бидат јавно пренесени, а тие да не бидат искористени за дневно политички цели, за трибината да донесе искрена анализа на состојбите во државата и отворање простори за нови идеи. Сепак организаторите демантираат дека трибината е вовед во формирање на нова политичка партија која ќе и конкурира на СДСМ. Сите истражувања на јавното мнение укажуваат дека македонската политичка сцена нуди на едната страна силна владеачка партија и коалиција, а на другата страна смислено фрагментирана опозиција. Опозицијскиот простор не се пополнува со нови партии, туку со идеолошка и вредностна револуција. На Македонија е потребен нов општествен договор, како основа за создавање широк опозицијски потенцијал за промени, стои во заклучоците од денешната трибина. Организаторите најавуваат дека ова е прва, но не и последна трибина. Како беше тик-ток на Заев и Филипче им очукува часовникот. Ептем почна да им гори под нозе. Се случува она кое го предвидувам повеќе од една година, дека еден ден оваа предавнично криминална структура која го држи СДСМ во заложништво ќе треба да си замени и да го плати цехот за сето зло што го има направено. Колку пати сум кажал дека ајде што нас не е преку глава од нив, туку дека еден ден и самите луѓе во СДСМ ќе сватат дека со Филипче на чело, а со Заев во позадина, оваа партија нема никаква иднина. Дека не може да се умилкувате на странците, да ја распродавате Македонија и да очекувате дека тие насилно ќе ве инсталираат на власт. И зашто да ги инсталираат? За да ги се сочуваат милионите и милионите евра украдени народни пари? И сега замислете, кога видни поранешни функционери, интелектуалци, актуелни пратеници, отворено му се спротивставуваат, кој е одговорот на Филипче? Дека и тие работеле за ВМРО ДПМН. Вела дека со месеци наназад предупредувале дека ВМРО ДПМН и премиерот Мицковски тајно работел да се формира некаква си платформа внатре во СДСМ со која сакале да ја уништат партијата. Велат имало само еден фронт и тоа бил фронтот за правда и вистина на Филипче. Се друго било фейк. Тоа е оној фронт чии учесници се всушност невидливи затоа што нели Филипче не ги кажува со име и презиме за да не трпеле тортура од власт. Боже Господе, ВМРО и Мицковски за ова му биле виновни. Ке испадне дека онаа народната долга е раката на ВМРО е вистината. Моје лично мислење за оваа иницијатива е: ако навистина сакате да успеете, ако навистина сакате да ја добите поддршката од народот, има две работи кои мора подитно да ги направите. Прво, да се дистанцирате и целосно да го осудите криминалот во кој потана СДСМ. И второ, подитно да ја напуштите политиката на виткање кичма и во име на секое ново СДСМ, да му се извините на народот за предавствата кои ги направија и се уште ги прават двоецот Филипче и Заев. Без овие предуслови, се друго ќе ви пропадне во вода. Да, можеби ќе успеете да го детронизирате Филипче, па дури и Заев, и да го превземете СДСМ. Но без да ги направите овие работи, се ќе ви биде џабе. Тоа е тоа што народот го очекува од вас. И тука мислам дека е време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржав вашето внимание. Со Господ напред се гледаме за една недела, на исто место, во исто време. Имајте пријатна вечер.